Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Она кое што го најавивме, кое што го обеќавме, тоа и ќе го правиме. Ќе биде поднесена дојава до Министерство за култура, до Завод за заштита на споменици, до директорката, до Министерство за внатрешни работи, за се оно што се прави во Кочани и за се оно што се прави со Владо Павлов. Но ќе продолжиме после ова гласба која што ја испраќам како порака до моите деца кои што се ова што го правам, не го правам да имам работа од влада на Република Македонија и не сакам, не го правам како со многу мои браќа и сестри во овие политички партии, сето тоа што го прават за работа, а не го прават за Македонија. Јас го правам за Македонија. И ова ќе го завршам. Ќе го завршам пред очите на сите вас, затоа што мојот извалкан образ пред моите деца, до крајот на мојот живот ќе се борам, ако да докажам дека тој е таков, поради тоа што Македонија има многу презервативи кои што ги користат за неупотреба. Мојата порака со ова гласба од Сина Сакич не е ниту за некоја женска особа, не е ниту за некоја особа која што спиела, на крај останала Крсто Муковски, не е за било кој друг, туку само порака до моите деца. И ќе се борам да докажам вистината и правдата за се што се прави во Република Македонија, доколку обична багра дознае, криминална багра, дека на едно од многуте дела на Владо Павлов има злато со гробницата и тие збеснуваат, не знаат кај да тераат и газат се пред нив. Затоа бидете внимателни. За немирно срце моје, нигде више мира нема. Една жена отишла е, со очи живот спрема. Ајде мотаје моја туга, таму где нас не зна нико. Прича моја из детинства, на тебе сам навико. Ајде мотаје моја туга, таму где нас не зна нико. Прича моја из детинства, на тебе сам навико. Изборот е дивен. Јас го знам моето, јас знам зошто го правам сето ова и јас знам што значи македонец да го газат, да го гнетуват и тој да попушти, без разлика на се што се прави со нас како македонци. Владо Павлов нема да попушти никогаш. Тоа ви го обеќам, македонци, затоа и бев толку трпелив. Бев трпелив 20 години да го исчекам Паско Кузман. Неголемото зло на Македонија, кутрулавиот,
кој што сите оние негови откритија нарачно си ги спремаше. И сето оно што го правеше овие 20 години, го правеше тој да биде честниот пронаоѓач на сметка на Владо Павлов. Затоа ќе има безброј дојави во интерес на се што се правило кон Владо Павлов со факти и аргументи од 2005 година до ден денес. Да, македонци мои, нема да попуштам. Нема да бидам како 100% македонецот кој што се плаши од подземни политички структури, кој што се плаши и се повлекува од безброј странски служби, кој што се плаши од пензионирани инспектори и началници на полиција и инспекторки, кои што никогаш фактички не се пензионирани, кои што се плаши од многу ликови од подземните политички структури кои стојат позади некои нерасчистени, наводно смртни случаеви. Не, Павлов не се плаши. Павлов ќе оде до крај со вистината и правдата. Затоа што ова е Македонија. И Македонија ќе остане. А вие можете колку сакате да се плашите. Стравот и ниските вибрации не се дело на Бог. Ќе разговараме за се, бидејќи трпеливо ги остави сите. За се ќе разговараме. Ќе разговараме за одредени джипови и за одредени пликови. Ќе разговараме за се. Ќе разговараме за се оно што го правите за грб на Владо Павлов. А во корис да не се открие вистината. Прво илвовираниот во сите овие действија и случувања е Паско Кузман. Лјутков, како министер за култура, треба да преземе активност за зачувување на националното богатство на Република Македонија. Треба да не повика и мене, и Паско Кузман. Треба да повика јавноста, пред сите вас, пред сите телевизиски куќи, да отвориме дебата и да видиме што правило ова зло на Македонија, а што Владо Павлов правил, со докази и аргументи. Замислете, поминаа 19 години да некои работи кои што биле заведени во МВР Кочани и некои работи кои што биле представувани уште во 2005 година на ова зло на Македонија, митратско-албанско, да денеска некој се дрзне и ги става во густа темнина. Во густа темнина. Во подрумските простории на МВР до Влчани стојат најголемите докази за нашето писмо Куине, каде што е дешифрирано лично со трудот на Владо Павлов, стоја најстариот доказ на Македон како потомок или некој ќе каже првиот масов, каде што ги имаме двете афионски чушки и цвеќето на животот. Доказ за рајската градина. Па и не случајно еден е бројот на Еденската градина. Тука ќе повикаме и директорката на Завод за заштита на споменици. Кои се тие две особи кои што после доаѓањето на Паско Кузман, најголемото зло на Македонија, лично на покана на Владо Павлов, од локалитет од голема важност, кој што уште во 56-та година ги прекинал сите активности по наредба на Тито, денес да биде од мала важност. Кои се тие две особи кои барале 250.000 евра од олигарсите на Кочани, за да овде бидат градени и изградени вакви стамбени комплекси како што денес го знаете, Алекс. Но јас ве подсетувам, македонци мои, сето ова започнува после посетата на Паско Кузман на Кочани и после сето оно што му е дозволено да го види од македонската фаланга, за кои што
баравме поддршка да започнеме со вистината за Македонија. Но дали Паско Кузман, како и онај лик кој што се појавува Македон Ра, алијас Александар Божиновски, се борат за некоја грчка фаланга? Доправа Владо Павлов ќе ви докаже све. Јас сега одговорно тврдам дека Паско Кузман се бори за некоја грчка фаланга и работи во интерес на грчката тајна служба и францускиот Ориент. Зашто? Затоа што ќе падне целиот грчки фалсификат со гробот на Тикишински лози. Грција нема да постои онаква како што знаете сите вие. Додека премиерите идни, па и денешниот, нема да го жежи и печи, ни да го боли, а најмалку да му е тешко. Затоа што сите оние кои денес ги молите вие премиери на Република Македонија, кај Вавилонската блудница, тие ќе ви дојдат на поклонение. Бидејќи вие премиери на Република Македонија, не знаете дека Македон е Бог. Не знаете дека Александар Македонски е негова реинкарнација и негов и исто така Бог. Не знаете дека Вавилонската блудница и сите оние во Брисел се молат на Александар Македонски. Да, премиере Христијан Мицкоски. Да, и ти Зоран Заев. И ти Ковачевски. И ти Никола Груевски побегулја. И ти Бранко Црвенковски. И сите вие останати, кои што верувате дека Македонија е стадо без шерпланинци, се излажевте. А најмногу се излагаа сите оние кои што беа блиски соработници на Владо Павлов и веруваа дека Бог ќе ја тргне досега неговата десница од Владо Павлов. Македонците не признават грчка фаланга. Македонците имат македонска фаланга, кој што со дух и ум и фанатизам се бори за Македонија. А Владо Павлов тоа го прави 20 години унесот, независно кој да дојде на власт. И Владо Павлов ова не го прави за работно место. Владо Павлов го прави ова за Македонија. Иако во опасност е и бизнисот на Владо Павлов да замре. Но кога е во прашање Македонија, воопшто не ме засега, бидејќи знам дека Бог е Македон. Бидејќи знам дека тој тоа го бара. Затоа Владо Павлов секојаш ќе стане гордо македонец. И нема да шета со раце во джеб во Брисел. Туку Владо Павлов е горд на сето она што го видел и сето она што го знае. Ваквите, како некој си Македон Ра, како некој си не знам какви ли не. Сватите ме едно, од оние кои што се јавуваат и се јавуваат во контактните емисии без име и презиме, и овие со лажни профили, се најголемите виновници за Северна Македонија. Од нив дојдовме да станеме безимени. Северна Македонија, која што географски припаѓа на Пиринска Македонија до Софија. Јужна Македонија географски припаѓа на денешна Грција, кај што е Егејска Македонија. А ние сме централна Егејска Македонија со овие аргументи и докази. И затоа во Грција, ниту во Бугарија денешна не е пронајдено тело на ниту еден македонски цар. Тие се овде во Агријанија, а престолнина на агријанците е Кочани. И затоа ќе го прашаме Паско Кузман, и редно е да правиме ревизија. Кои се тие две од Заводот за заштита на споменици пред околу пола деценија и повеќе, кои што локалитет о суштинско значење на цел свет прекинато да се врши изградба врз него во времето на Тито во 56 година, денес да биде од мала вредност и да се оди во интерес на олигарците, за да се гради овој комплекс Алекс и се оно што се случува во Кочани. Кои се тие две? Ги знае македонската фаланга.
но ќе оставиме на Завод за заштита на споменици и Министерство за внатрешни работи да си одработат својата работа и да видиме дали ние имаме локалитети од мала вредност, кои што не се многу битни и кои што истите тие можеме да ги претвориме во парцела. Знам дека сите се испреплетени како црева. Знам дека Радко Европа 92 го прави сето ова. Како денешниот премиер Христијан Мицковски ќе се спротистави на Радко? Неголемиот финансиер на Никола Груевски. Но, мораме да почнеме од некаде. Мора да ставиме рампа на сето оно што го прават со нас. Кој стигне и како стигне, не гази. Затоа ќе се борам до крајот на мојот живот да ја докажам вистината и правдата и дека сите овие случувања кои што се прават врз Владо Павлов се поради последното почивалиште на еден голем македонски војсководец. Затоа и матицата е една, а всушност е две, кој што е дел од влезот, од двата столба, на кој што стоела пирамидата и влезот на гробницата на овој македонски војсководец. И ова матица, која што има на мојот профил, е доказ и аргумент дека